старословенски јазик, на кој што ние ќе се запознаеме со лекцијата појава на варијанти на старословенскиот јазик. Но, најпрвин да се потсетиме на некои информации со кои што вие сте се сретнале во претходните оделенија, а кои што ќе не бидат поврзани со старословенскиот јазик. А тоа е, кога се јавува словенската писменост, со чија дејност, која е нивната дејност, кој ја создал глаголицата и колку букви има, а кој ја создал кирилицата и колку букви има. Која азбука е постара, глаголицата или кирилицата? Можете да го стопирате видеото и да си ги одговорите прашањата, а потоа на следниот слайд да си ги проверите одговорите. Но најпрвин, еве тука на сликата можете да забележите имиња на некои букви од глаголицата. Например, аз, буки, веди, глагол, добро, ест, живете, зело и како, људи, мислете. Значи, овови се буквите А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Љ, М. Значи, секоја буква од глаголицата си имала свое име. Но, ние да се навратиме на одговорите. Словенската писменост започнала во втората половина на 9 век. Втората половина на 9 век. Рековме со чија дејност? Дејноста на словенските браќа Кирил и Методи. И затоа многу училишта, гимназии, основни училишта, па и факултетот во Скопје го носи нивното име – Кирил и Методи. Која била нивната дејност? Нивната дејност е всушност создавање на старословенската азбука глаголица и препишување на црковните книги од латински и грчки на старословенски јазик. Знаеме дека во тоа време словените биле пагани, не верувале во Бог. И затоа, за да може да се приближи црковната служба до словените, морало книгите да се преведат на нивниот говор, на нивниот јазик. Па, Кирил и Методи го сториле тоа, создавајќи азбуката глаголица и препишувајќи ги црковните книги од латински и грчки на старословенски јазик. Така ја постигнале нивната цел, главната мисија која што им била – христијанизирање на словените. Сега, на прашањето кој ја создал глаголицата, а кој кирилицата, одговорете дека Кирил филозоф ја создал глаголицата и таа има 38 букви, а кирилицата ја создал Климент Охридски и има 44 букви. Зошто е создадена кирилицата? Таа е создадена бидејќи недостасувале букви во глаголицата за некои гласови во говорот на словените. И за да може да се запише целиот текст, била создадена кирилицата и била наречена кирилица во чест на учителот Кирил филозоф. И има 44 букви. А постара азбука е глаголицата. Но, сега ние да видиме, бидејќи старословенскиот јазик е литературен јазик за сите словени и словенски народи, што представуваат варијантите на тој старословенски јазик. Сега, сите словенски јазици потекнуваат од еден јазик. Тоа е старословенскиот, односно прасловенскиот јазик. И нив ги делиме на 3 групи. Источнословенска група на јазици, западнословенска група на јазици и јужнословенска група на јазици. Во источнословенската група на јазици спаѓаат руски, белоруски, украински. Во западнословенската група на јазици спаѓаат полски, чешки, словачки, лужичко-српски. Во јужнословенската група на јазици спаѓаат македонски, бугарски, српски,
хрватски, словенечки. Гледате дека таа поделба е како еден вид територијална поделба. Руски, белоруски, украински. Сите се на источниот дел од Европа. Западнословенските полски, чешки, словачки, лужичко-српски. И јужнословенската долу македонски, бугарски, српски, хрватски, словенечки. Сите тие имаат сличности во своите говори. Источнословенската, односно руски, белоруски и украински се слични, но сепак имаат разлики. Во западнословенската е исто. Во јужнословенската српскиот и хрватскиот се слични. Македонскиот со бугарскиот во источна Македонија имаме мешање. Но сепак тоа секој јазик си има своји карактеристики и се представува одличие на својот народ. Сега да видиме како се јавуваат тие варијанти. Кажавме дека при препишувањето на црковните книги од грчки и латински на старословенски јазик се јавуваат препишувачи од сите народи. Сега, секој од тие препишувачи си внесува јазични карактеристики од својот говор. И на тој начин се јавуваат варијанти на старословенскиот јазик. Варијанти на старословенскиот јазик. Например, препишувач од македонскиот народ внесува јазични особености од македонскиот говор. Препишувач од бугарскиот народ внесува јазични особености од бугарскиот јазик. Препишувач од српскиот народ од српскиот говор, односно јазик. И така натаму. Значи, секој од тие препишувачи си внесува јазични особености од својот говор и така настануваат варијантите на старословенскиот јазик. Варијантите. Еве тука на сликата можете да видите еден старословенски, односно црковнословенски текст. Може да препознаете некоја буква, например А, например еве го мал Р, еве го Н, еве го К, големиот Р, Р, А, С и така натаму. И така натаму. Сега. На тој начин, со препишувањето се јавуваат варијантите, или со други зборови, редакции, односно рецензии на старословенскиот јазик. Пример, македонска варијанта, српска варијанта, словенечка варијанта и така натаму. Од секој народ произлегла варијанта на старословенскиот јазик, односно црковнословенскиот јазик. Зошто црковнословенски? Со препишувањето на книгите од грчки и латински на старословенски јазик, всушност добиваме црковнословенски јазик, бидејќи тоа се црковни книги. И за тоа го нарекуваме црковнословенски јазик. Сега, од тука, логично е од тие варијанти да се развиле словенските јазици. Од македонската варијанта македонски јазик, од српската варијанта српски јазик, словенечка варијанта словенечки јазик, руска варијанта руски јазик, секој со своја карактеристика. Секој со своја карактеристика. Сега, ајде да видиме македонската варијанта на црковнословенскиот јазик, односно старословенскиот јазик. Кога се јавува таа? Македонската варијанта на старословенскиот јазик, односно на црковнословенскиот јазик, се јавува во 12 век. И, како што секоја варијанта си има своји карактеристики, македонската варијанта ги има следниве карактеристики. Традиционалност, замена на еровите, мешање на носовките. Значи, традиционалност, замена на еровите, мешање на носовките. Ученици, сега да видиме по-убаво објаснето што представуваат тие карактеристики. Традиционалност. Самото име ни кажува нешто старо, нешто кое што представува традиција на еден народ, на една фамилија и така натаму. Значи, традиционалност како карактеристика го представува следново. Рековме дека кирилицата ја заменува глаголицата, бидејќи недостасуваат букви за неколку гласови. И
текстовите почнале да бидат препишувани на кирилица. Но сепак, во некои од нив може да се сретнат реченици, а и цели делови напишани на глаголица. Значи, цели делови и реченици напишани на глаголица. Не ја заборавиле глаголицата и оддавале почит препишувачите. Еровите, голем ер и мал ер, представуваат всушност самогласки во црковнословенскиот јазик, во старословенскиот јазик. Темни гласови, да ги смекнуваат тврдите гласови. Сега, тие биле заменети со О и Е. Големиот ер е заменет со О, а малиот ер е заменет со Е. Или јор и јер. Еве во примерот, например, сын и дн. Сын е напишано со голем ер. Значи, големиот ер се заменува со О и добиваме сон. Малиот ер се заменува со Е и имаме ден. Во другите јазици, например, имаме сан, големиот ер е заменет со А. Малиот ер исто со А, дан, сан дан. Сан дан. Кај бугарите, исто така, например, си останува сын и дн. Дни. Во врска со носовките, односно назалните гласови, имаме он и ен. Тоа е додавање на н, носната согласка н, на о и е. И имаме он и ен. Во некои зборови, на местото на он е напишано ен, а на местото на ен е напишано он. Во примерот, например, јазик. Јазик. Правилно е онзик, бидејќи он се заменува со ја. И имаме јазик. Ама наместо он е напишано јен. Јензик. Значи онзик и јензик. И обратно, каде што, например, би требало да има ен, е напишано он. Значи, таа е одликата на македонската варијанта на старословенскиот јазик. Односно, традиционалност, замена на еровите и мешање на носовките. Мешање на носовките. Еве, ученици, еден текст, црковнословенски, старословенски, кој што гледам и сигурна сум дека веднаш ќе го препознаете, тоа е молитвата Отче наш на црковнословенски јазик. Отче наш, иже јеси на небесја, да свјатицен имен Твое, да придет царствие Твое, да бидет волја Твоја, јако на небеси и на земји. Хљаб наш насушни даш нам днес и избави нас долгови наши, јакоже и ми истављаем должником нашем и не воведи нас во искушение, но избави нас од лукаваго. Амин. Значи, да се обидете да ја преведете, ќе ги препознаете сите зборови. Сите зборови ќе ги препознаете. Пробајте. Стопирајте го видеото, пробајте да си преведете, да видите дека е многу лесно и ќе ги препознаете зборчињата и некои од буквите. Сега, драги ученици, сакам за домашна задача да ви дадам да пронајдете на интернет некој црковнословенски текст и да се обидете да препознаете некој збор и да се обидете да преведете на литературен македонски јазик. Ве оставам во пријатно расположение до следната средба.